Почитувани гледачи, ви го честитам 11 октомври, денот на народното востание. Помина 80 години кога македонскиот народ одбра да му се спротистави на фашизмот, а со тоа да го означи почетокот на создавањето на македонска држава. Секоја година во Македонија се доделува наградата 11 октомври за животно дело во неколку области. Наградата за животно дело 11 октомври во полето на уметноста оваа година му припадна на академскиот сликар тетовецот Павле Кузмановски. Во продолжение следува разговорот со Павле Кузмановски. Добро вечер и добре дојдовте во програмата на телевизија Кисиме Нада. Честитки за освоената награда 11 октомври за животно дело во областа на уметноста. Благодарам. Ето тоа денеска се случи во Собранието на Република Македонија, кога четворица наградени ги добивме овие највисоки државни награди 11 октомври за животно дело. Јас ја добив наградата од областа на уметноста, на творештвото, со што на некој начин ето го добив признанието кое веројатно некој го вреднувал, го открил и го предложил да се вреднува на својиден начин со награда, а тоа творештво е, да речеме, еден период од можда 50 години континуирано работење во мојата област ликовна уметност, при што сум направил преку 50 ликовни изложби во земјата и во странство, со учество на преку 250 групни изложби во земјата и во странство, во соучество на повеќе ликовни колонии, меѓународни ликовни колонии, каде што при работењето и собирањето од разни области и земји со колеги сме контактирале, сме се запознавали, сме менувале искуства, така да сето тоа веројатно на својвиден начин некој го открили, ете така дојде наградата. Не е касно, сите викаат малку требала порано, за мене секогаш, така да речам, ето, драга награда, но да се разбереме дека сепак награда не сум работел ја за да стекнам награда, веглам повторно, некој тоа го гледал, го оценил и го вреднува. Покрај оваа награда добитник сте и на многу други награди кои што несомнено оставиле печат врз вашето ликовно творештво. Која е вашата инспирација за делата кои што ги правите и што е тоа што најмногу ве мотивира при изработка на вашите дела? Да ви кажам, за инспирации е животот во суштина, од почетокот на моето завршување на тие стручни школи и академии што сум ги завршил, па се до денеска, се тоа на што ме обкружува на својвиден начин, јас сум го претворал во мое творештво. Не само од визуелен карактер, да речеме, јас работам пейсажи, работам и мртви природи, кои се гледаат, кои се поставуваат или се веќе поставени во природата, но има и друг карактер моето творештво, например, кога се кажува за нешто што уметникот го носи во себе, па на својвиден начин пак се сака да го пренесе тоа на платно, како што ги имам јас моите сведоци, кои што се фиктивни, замислени, измислени, но имаат своевидни пораки, а критиката за тоа го кажувала толку многу што јас не би сега повторувал некои работи, но тоа е творештвото. Значи имате визуелни работи кои ве инспирираат и работи кои се во мисловната идеја на уметникот. Така, на што работите во моментов и дали може планирате да направите нова изложба? Малу сега ќе се одмарам, да ви кажам. Јас не одмарам од работење, но изложба никако сега.
ако мало се сетиме пред 4-3 месеца, на 1 јули овде беше одбележано 250 години од раѓањето на Кирил Печињев Тетовец, при што во новиот сега дел од музеот на Тетовскиот крај, бившо Арама, што го викаме Тетовски, се реновираше и тука се одбележи таа прослава од 250 години, заедно што моја изложба која беше составена од портрети на истакнати тетовчани, живи и некогашни, и заедно со портретот на Кирил Печињев, Гоце Делчев, Блаже Коневски, Тодор Скаловски и така натаму. А за понатамошните перспективи работи, о том потом што ви рекле Србите, би размислил мало. Јас имав лани, минатата година, во Чифтеаман, во Националната галерија во Скопје, голема изложба, одбележав своји 80 години, мада една година покасно заради овие болести, пандемијата и короната. Значи, направи со 103 дела изложба во сите простории на Чифтеаман, Националната галерија на Македонија во Скопје, така да сега малу ќе очекувам да пројде еден период, па ако биде нешто, само некој ако се јави за да правиме изложба. И за крај од ова интервју, ако може да дадете своја порака до сите уметнички души. Уметничките души треба да после завршувањето да работат. Младите им порачувам само со честно, организирано, истрајно и длабоко понирање во нештата на тоа што сакаат да го направат и да биде континуирано и непрестано. Само на тој начин би требало и можело да се постигне, не сукцесивно, не со паузи или сакам неќем, така да мојата порака е до сите што го сакаат овој наш убав позив, само активно и непрекинато да ја работат својата работа. Многу ви благодарам за одвоеното време и за деталните одговори на прашањата што ми ги дадовте. Уште еднаш честитки за освоената награда. Благодарам и честитки за денот на востанието на македонскиот народ 11 октомври до сите граѓани, тетовчани и пријатели. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со Павле Кузмановски. Останете понатаму на програмата на